На 36 локации во строго заштитен појас на автокампот Градиште се врши узурпација на земјиштето на кое се прават објекти од цврста градба со поставување на така наречени контејнер куки погодни за живење. Од Сдруженијето Оревче, кои 22 години водат битка да си ги добијат денационализираните имоти, велат дека се работи за градежна експанзија од невидени размери. Секојдневно ги гледаме камионите товарени од Куманово, фирмата, ги носит контейнерите. Контейнерите се во габарит 6 пута 3 метри, а претходно се поставуваат бетонски плочи од 15 сантими, дебелина 8 метри на 12 метри, значи со тераси. Значи тие се статични. Значи во последниот период ова градежна експанзија е многу поголема од претходно. Значи тука е голема замешана мафија. Пештанци велат дека за ова уште еднаш испратиле допис не само до надлежните инспекцијски служби, туку и до премиерот Заев и вице-премиерот Николовски. Згора на се додават, за да се постават станбените контейнери, се сечат борови, но никој не реагира, иако спаѓа во заштитен појас на националниот парк. Измина точно една година откако бесправно се зазидуваше кребрежето за време на полициски час. Тогаш под притисок на јавноста, градежните инспектори се растрчаа, наводно спроведувајќи акцијата за рушење на нелегално изградениот зид, но пештанци тврдат дека ништо не е мрднато со прст. Со камиони постојано се носат градежни материјали, забрзано се работи на диво, таму се е незаконски изградено, бидејќи нема урбанистички план за тој потек, велат пештанци. Поради ваквиот начин на рушење, односно парцијално, кампанско, селективно рушење, некои луѓе се чувствуваат едноставно над законот, а се чувствуваат исто така недопирливи. Се рушат шанкови, а се пропуштаат бетонски зданија и парапечиња кои се длабоко навлезени во Охридското езеро. Како што веќе Алфа објави, на потегот од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле па се до Свети Наум има близу 20.000 дивоградби, дел од нив на исклучително атрактивни локации. На листата на дивоградби заклучно со месец март 2019 се впишани вкупно 19.974 дивоградби за кои се поднесени барања за легализација. Од граѓанската иницијатива Глас за спас на Охрид ја наметнуваат дилемата. Во овој период од 2 години, уште колку дивоградби се пишани на листата, на која што има и големи хотелски објекти кои никнале на брегот на Охридското езеро.